Македонските институции како да немаат контрола на целата територија на земјата. За екипите на Евана да влезат во Слупчане мораше да има политички договори и гаранции да дадат политички партии. За премиерот Димитар Ковачевски нема ништо спорно во тоа што 2 дена на територијата на ова село како да беше прогласена слободна територија. Бидејќи работниците од Евана бараат гаранција да можат да влезат, за да одредени лица не ги спречуваат, локалната самоуправа која што е составена со представници на политички партии им ги даде тие гаранции. Исто така и Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи не пречено одвива својата работа на територија на општина Липково. Таму има полициски станици кои што 24/7 функционираат. И министерот за внатрешни работи тврди дека немало педа македонска територија каде не постапувала македонската полиција, но нема одговор зошто 48 часа не беше дозволен влез на екипите на Ивана во селото. Клучната работа е да ги завршиме сите активности, така како што ги завршиме во Арачиново, така како што ги завршиме во Сарај и без притоа да предизвикаме конфликт. Така да, ако се исполнат услови кои што ќе бидат потребни за да има интервенција на полицијата, и тоа ќе го направиме. Тука нема никаква дилема и да нема никој дилема. Нема една педа во Македонија во која што македонската полиција не може да превзема мерки. Иако наплатата на електрична енергија во ова село е едва 20%, премиерот тврди дека станувало збор за луѓе домаќини, а дека само поединци биле неплаќачи. Село Слупчане има голем број домаќини луѓе. Јас сега ќе ви кажам, кога ќе одите на Зелен пазар, или кога ќе одите на пазар Бит пазар, или на пазарот во Куманово, вие нема да најдете производ произведен во аеродром, или производ произведен во центар, или производ произведен во Мој Карпош. Производите кои што тука се продаваат, доминантно доаѓаат од такви рурални општини и од селата кои што се наоѓаат во тие рурални општини. Така да домаќините си ја плаќаат својата струја. Екипите на Евана денеска конечно се на терен и ги отстрануваат дефектите поради кои целиот регион немаше струја. Мештаните на Слупчане бараат универзалниот снабдувач да им ги прости досегашните долгови без разлика колку ќе потрошат да им биде наплатувано максимум 3000 денари, а верските објекти да бидат ослободени од плаќање и слично. Нема информација дали дел од овие барања се прифатени откако се овозможи влез на екипите во селото.